Раздвижен петочен пазарен ден. Имајќи во предвид високите температури, сепак тоа не ги поколеба штипјани да излезат и да си купат што е неопходно. Цените се складни и пристапни за џебот на граѓаните, велат продавачите. И согласно со временските ситуации, велат дека производството е добро. Денеска пазаро, да, има пазар, има побарувачка, зелк се бара, везен људ, везен благ, црвена пиперка почнува сега. Не е лошо, спрема периода е добро. Цените зелката од 30 до 40 кило. Модрио е на парче моментално, лютио е 100 денара, зелениот црвениот е 120, а верката 80-70. Тоа е, добро е. Нема производство. Временските неприлики си направија своето. Нема моментално сега тај период е недостаток на производство. Цените са приступачни кај нас, ние сме трговци, таа е наша роба сета што ја имаме и гледаме ориентирано се спрема муштериите, спрема буџета на муштериите и цените ги даваме по-ниско и по-добра квалитетна роба носиме. Лично наша роба сета пиперче имаме, модри паджари, праска и задоволни си муштериите и пак колко толкова и ние. Малко од самајле народо нема сега повеќе излезе. Добро, задоволително, продаваме. Што добиваме роба, секој ще изпродаваме тука. И ако не е добра робата, значи нема се вратат повторно. Значи добро, задоволни са и па се враќат муштериите. Дека производството е добро, сведочат и купувачите и велат дека зависно од џебот на граѓаните, цените се складни. Пазаро супер, квалитетен, па сега за некој скапа, за некој кој како му е џебот. Важно е убаво. Задоволен. Еве, у торбите снима. Се има. Бабури, пиперки убави, квалитетни, кумпир квалитетен. Како се движат? Арно се движат. Те не ли гледаш 100 денари пиперчи, патлиџани 70 и така почо патлиџанчи пиперчи. Тоа што не можеме да го... Што е најнеобходно, иначе другото се си иде подред. И така, и така. Нема некоја промена од минатиот петок. Има богатие пазаро. Не е скапо. Па овоше, зеленчук, тоа. Овој петок, покрај основните продукти, исто така се бара и бабурите со оглед на почетокот на нивната сезона. Она што останува како факт е дека е намален процентот на младите кои се занимаваат со земјоделство, а тоа ја отежнува самата ситуација во производството.